Почитувани, во рамките на редовните интервјуа на Инбокс 7 разговараме со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, господин Аднан Џаферовски. Господин Џаферовски деновиве повторно гори во Струмичкиот, во Битолскиот, во Кумановскиот, во Велешкиот, во Штипскиот, во Прилепскиот регион и во сите овие региони на неколку локации беснеат пожари. Имате ли сознание колкави се штетите и колку има шума изгорено? Дирекцијата за заштита и спасување не е институција која работи на проценка на штетите. Има други институции, тоа се национални шуми и други институции. Добро, веројатно знаете колку има. Не, тоа проценките се прават покасно. Сега во моментов на пожарна сезона, како дирекција, ние се справуваме, значи сме концентрирани на справување со пожарите. Месец август, како и секаде во регионот, пресушената вегетација, високите температури носат опасност од пожари. Несовесноста, односно совесноста на граѓаните е во прв план во вакви ситуации. Палењето значи после жетвата во јули, палењето на стрништата, неконтролираното палење на остатоците од земјоделските производи, носат опасност да се запалат и шумите. Ние изминатиот месец август навистина беше еден по-така активен месец со пожари. Дирекцијата за заштита и спасување со своите ресурси, со своите капацитети беше 24 сати на располагање на единиците на локална самоуправа, на противпожарната заштита, на комуналните предпријатија, на национални шуми и сите релевантни структури кои треба да бидат на терен во случај на пожари. Ние располагаме, знаете, со 3 воздухоплови кои помагаат од воздух. Добро, за капацитетите малку подосна ќе зборуваме. Меѓутоа, на почетокот на летово најавивте кампања за заштита за намалување на пожарите. Според ова што се случува и волкавиот број на пожари, тоа значи дека кампањата не успеа? Видете, пак ќе кажам, тоа е работа на општествената одговорност кај секој од нас, и индивидуалната и општествена одговорност кај секој од нас, граѓаните на нашата држава. Мораме да сватиме дека шумите се нашето благо и дека треба да ги штитиме, не да ги уништуваме. Ние кампањата ја отпочнавме негде од 15 јули, траеше до 15 август. Баш во моментот кога требаше да ја подигнеме свеста и тука тука се вклучија и поголем број на портали и медиуми во таа кампања за подигање на свеста кај луѓето за опасноста од пожарите. Во што се состоеше кампањата? Кампањата се состоеше со делење, значи, на прирачници, каде што имаше точно опишано што треба во случај на појава на пожар или кога некој ќе забележи пожар да прави, што не треба да се прави практично, да се палат стрништа, да се фрлаат опушоци, да се пали скара до блиску до шумата, движењето покрај шумските предели и шумите, се донесе и забрана, ограничување на движењето во овој период во шумските предели, така да сепак останува во 100% кај нас случаеви
човечкиот фактор за пожарите е причината. Каков ни е капацитетот за справување, значи, со пожарите? Со што располагаме? Дали имаме канадери, дали имаме ер-трактори, хеликоптери, со што ги гасиме пожарите? За жал, изминативе години, значи изминативе 15 на 20 на години, нарочито од моментот на отпочнувањето на децентрализацијата и одење на противопожарната заштита во единиците на локална самоуправа не е направено ништо. Значи, изминативе 15 на години не е вложено ниту еден цент. Значи, тоа е обврска на единиците на локална самоуправа да вложуваат во ресурси во противопожарната заштита и обука на професионални пожарникари. За жал, тоа не е направено сите овие години, а кога во континуитет толку години, а се работи за многу скап ресурс, толку многу години се уништува противопожарната заштита, доаѓаме во една ваква ситуација кога ќе дојдат вакви ситуации да не можеме да делуваме како што треба. Со што точно располагаме? Имаме хеликоптери, имаме трактори, канадери. Со што точно располагаме? Дирекцијата за заштита и спасување располага со 3 ер-трактори Firebos, кои имаат носивост по 3000 литри во резервоарите, се доста покретни возоплови и многу вреден ресурс за државата. Армијата располага со неколку хеликоптери кои по потреба исто се вклучува во акциите за гасење на пожар. Ние имаме добра координација, исто Министерството за внатрешни работи ги става сите своји ресурси на располагање, хеликоптерите за воздушно извидување и координација помеѓу институциите и земските служби кои треба практично да го гасат пожарот, така да со тоа што во моментов нашата држава располага, не е тоа што треба да биде, но ги користиме, значи, максимално ресурсите за да се справиме со пожарите. Каде најчесто ги користите овие, како што велите, ер-трактори, каде помага војската? Тоа се на непристапни терени или пак некогаш дури на места каде што има голем пожар? Вака, значи постапност, законската обврска и постапноста кажува, значи има точно пропишано како се постапува. Прво треба да се појави таму каде што се појавил пожарот, прв е на терен треба да биде единицата на локална самоуправа со своите противопожарни сили, со комуналното предпријатие, со просторните сили кои има. Секоја општина има по Законот за заштита и спасување да ги има тие просторни сили со свој командант и со свој началник. Тука се вклучуваат и волонтери, доброволци за гасење на пожар. Кога се вклучува Дирекцијата за заштита? Според законот и според сите правила и сите законски норми, секаде, не само кај нас, туку секаде низ регионот и светот, Дирекцијата за заштита и спасување е последната која треба да се вклучи кога веќе нешто гледаме дека излегува од контрола. Дирекцијата за заштита и спасување има 35 подрачни единици широм нашата земја и луѓето од подрачните единици секогаш таму каде што се појавува пожарот или било која друга катастрофа, излегуваат на терен и заедно со единиците на локална самоуправа ја координираат работата и добиваме информации што треба да правиме. Кога треба да се вклучат воздухопловите и додатни сили од Дирекцијата за заштита и спасување, ние тогаш правиме, значи ги вклучуваме воздухопловите тамо исклучиво на непристапни места. Што не се случило дека сме делували и на кога излегува од контрола, кога ескалира ситуацијата и на пристапни места. Најважно е да
да има земски сили, значи на земја луѓе кои ќе го гасат. Пожарот не се гаси од воздух. Воздухопловите помагаат во спречување на ширењето на пожарот и намалување на интензитетот на пожарот за да можат земските сили за да можат да го изгасат пожарот. Тоа е функцијата на воздухопловите, значи одсекување, уште еднаш ќе повторам на ширењето на пожарот и намалување на интензитетот на пожарот. Велите дека ви се многу слаби ресурсите. Има ли некаква најава од владата? Сте разговарале ли во владата за да се набават канадери, хеликоптери, што и да треба? Изминатиот период имавме интензивна соработка со премиерот и со владата и сериозно се настапува во тој дел. Отпочнавме и реформи, значи темелни реформи во системот за заштита и спасување. Веќе се работат, веќе се оформени работните групи. Се направи анализа за целокупните ресурси во државата и заклучокот е дека треба што поскоро да се набават ресурси што ќе значат заштита и спасување и во делот на противпожарната заштита и во делот на било кои други катастрофи кои можат да ги предизвикаат природата и човекот. Во наредниот буџет имам и ветување и од владата дека ќе биде зголемен буџетот баш во тој дел во набавка на материјално-технички средства кои ќе помогнат Што точно се планира да се набави? Па видете, сега ние имаме во моментов владата ни одобри средства за обука на нови пилоти, зашто имаме дефицит на пилоти и не е само тоа случај во Македонија. Дефицитарен кадар, пилотите на Ер трактори се дефицитарен кадар секаде на светот, но имаме среќен, веќе вработивме 4 пилоти и очекуваме за скоро време да ги испратиме на обука. Ќе имаме плюс 4 пилоти на Ер трактори и размислуваме, значи разговаравме за набавка на уште еден воздухоплов двосет кој ќе ни послужи и за обука на идни пилоти и како ресурс за гасење на пожари. Така да сега во моментов е тоа е на размислување и плюс уште некои ресурси кои ќе ни бидат клучни во справување со вакви катастрофи. Негодамна гореше кај Велешко езеро, таму имаше една огромна материјална штета од пожарот. Истрагата покажа дека е од човечки фактор, односно дека невнимание на работник. Имате ли сознание што точно се случило? Јас исто ги добив, значи сознанијата се тие што ги добивме ние се од медиумите дека се работи некој дека со бруселка работел и дека е така предизвикан пожарот. Имам информација дека биле приведен бил и собственикот на градежната фирма и дека набргу биле пуштени. Тоа зошто е тоа така, значи објавното обвинителство зошто тоа не сакам да навлегувам, значи во нивната работа, но изминатиот период, значи од почетокот на годината, не знам дали се сеќавате дека во март месец имавме цел месец 35 денови, значи од 1 март до 5 април имавме навистина големи пожари каде што беа класично подметнати зашто беа на минусни температури. И тука Министерството за внатрешни работи имаше околу, мислам дека беа околу 9 приведени, значи фатени пиромани, кои намерно ја палат шумата, исто обвинителството ги пушти. Кое е образложението, навистина не знам да ви кажам. Не побаравте образложение? Јас немам право да барам образложение, ја почитувам одлуките, но мислам дека треба сериозно да се поработи и на законската регулатива, малку построга законска регулатива, да се огледаме барем на
земјите од регионот кои носат построга законска регулатива, казнена, во делот на казните и во делот на измена на законот за шуми. Мислам дека веќе почна да се работи на еден дел од промена на законот за шуми, каде што ќе биде забрането продажба на опожарено дрво. Голем дел од овие намерно подметнати пожари се токму за сечење на опожарени дрва кои се бесплатни. Вие најавивте дека ќе барате промена на законот. До каде е таа иницијатива? Апсолутно, јас побарав, значи во истиот момент, во месец март, значи во текот на месец март, побарав да се промени таа брзо, да се промени таа законска регулатива. Тоа веќе не зависи ни од мене, значи сепак тоа треба да се направат стручни анализи како тоа треба да биде и мислам дека до крајот на годината верувам дека ќе се донесе измена, барем измена во тој дел, за да спречиме и да ги обезхрабриме тие што ги палат шумите за да обезбедат ефтино огревно дрво. А уништувајќи ја природата и оставајќи предизвикувајќи последици, долгорочни последици по еколошкиот систем во државата. Барате измена токму на таа одредба или и на некоја друга? Па веројатно тука ќе повлече и некоја друга законска регулатива, некој дел од законите. Стручњаците во тој дел подобро тоа ќе го можат да го кажат. Мене ми е важно да превенираме во тој дел со добри закони, добра законска регулатива, за да можеме да ги обезхрабриме сите што мислат дека можат да профитираат уништувајќи ја природата. Колкава е еколошката штета токму од такви опожарувања? Непроценлива, верувајте. Непроценлива е. Тоа е, како да ви кажам, тоа е, јас во една прилика кажав геноцид на природата. Можете да замислите една 60 годишна која ќе за 1 саат или 2 ќе изгори 50 хектари, ќе изгорат шума, 60 годишна шума. Колку време и треба на таа шума да се ревитализира. Значи тоа се долгорочни штети. Можда материјално не треба, и материјалните штети се големи, но еколошката штета по идните генерации, по нашата земја се непроценливи. Господин Джаферовски, ви благодарам за интервјуто, вас почитувани и благодарам што не следевте.